а не се Алса телевизија, знаејќи ја важноста на националниот консензус за референдумот. Сакам да чујам од вас, господине Столтенберг, како помина вашиот состанок со председателот Иванов и со состанокот со лидерот на опозицијата, господинот Мицковски, кој, затоа што тие се го изнесоа нивниот став дека се против референдум. Дали е вистина дека немавте некој топол прием кај Иванов и каква беше вашата порака за господинот Мицковски и каков беше неговиот одговор? Имав многу добри состаноци и со председателот и со лидерот на опозицијата и мислам дека е важно да се сретнам и со владени представници, но и со опозицијата, затоа што опозицијата е дел од силна демократија. За мене е важно да ги чујам нивните грижи, нивните погледи, ставови. Затоа ми беше важно да се сретнав и со председателот, и со лидерот на опозицијата, и со останати парламентарци. Мојата порака која изнесов на тие состаноци беше дека ова е историска можност за оваа земја. Се работи за неповторлива можност да станете целосна членка на меѓународната заедница, да станете членка на Европската унија, на НАТО, но за да го направите тоа морате да се согласите со спогодбата за името. Нема друг пат за зачленување во НАТО. Јас разбирам секако дека народот во земјата има можност дека некои мислат во земјата дека може да кажат не на референдумот, а да кажат да за членство во НАТО. Меѓутоа, не постои таква алтернатива. Или може ќе кажете да на спогодбата и да на референдумот и за членувањето. Идејата дека може да ја отфрлите спогодбата со Грција и да се зачлените во НАТО е целосна илузија. Како пријател на вашиот народ, морам искрен и да бидам отворен со вас и искрен, затоа што на саминот бев присутен на самитот во Букурешт во 2008 година. Знам колку е тешко ова прашање. 10 години веќе чекаме. Ние сме подготвени. 29 сојузници, вклучувајќи ја и Грција, одлучија да ве поканат да се приклучите, да почнат разговорите за пристапување. Тие се започнете, меѓутоа не може да завршат ако не се спроведе спогодбата со Грција. Значи, или спогодбата за името и членство, или ако нема спогодба за името, нема ни членство во НАТО. Верувам, навистина верувам дека ова ќе биде добро за сите нас, тесно да соработуваме заедно, затоа што безбедноста е од голема важност и за економскиот раст и развој. Тоа го видовме со Црна Гора, каде што се удвоија странските инвестиции од кога Црна Гора се приклучи кон НАТО. Ако ја спроведете спогодбата за името, можеме протоколот за пристапување да го потпишеме оваа зима. И тогаш ќе може целосно да учествувате и ќе го има министерскиот состанок во февруари, вашиот министер за одбрана да седне рамноправно да седне со своите колеги од алијансата на тој состанок. Ако се одлучите да ја спроведете спогодбата за името, можете да почнете да учествувате во состаноци на НАТО веќе следниот ден. Телма. Прашање до премиерот Заев. Премиерот, доколку не се исполни цензусот на референдумот, кој ќе биде следниот чекор на владата и постапката околу договорот за името? Благодарам. Се сметам себе си за најголем оптимист и тогаш кога беше помали причините за оптимизам. Како наближува денот 30 септември, историскиот ден за Македонија, се повеќе немам причини да размислувам што ако. Нема што ако. Јас сум толку убеден дека референдумот ќе успее, дека огромно мнозинство ќе гласа за и дека цензусот ќе биде видливо надминат, зашто и веќе немам дилема. Но единствено што сакам и тоа го споделувам со јавноста, сите заедно да застанеме за нашите национално стратегиски интереси, заради тоа што сите заедно
посакуваме Македонија да биде членка на НАТО и Европската унија. Согласно што и посакуваме подобар економски стандард на нашите граѓани, младите да ни останат овде и да имаме просперитет дома во нашата земја. Колегата од австриската ОРФ во вториот ред. И ова е последно прашање, колеги. Christian Wierschitz, Austrian television, non-NATO country, but very interested in the enlargement process. What the enlargement... Телевизија и кој што е многу заинтересиран за проширувањето. Што ќе значи членството на Македонија во НАТО за безбедносната состојба на Балканот? Како мислите дека тоа ќе подобри безбедносната состојба во Западниот Балкан? Членството ќе придонесе кон стабилноста на целиот регион и мислам дека ова го видовме низ годините, дека проширувањето на НАТО, проширувањето на Европската унија придонесе кон мирот, стабилноста и просперитетот на секаде низ Европа, па вклучително и на овој регион. Овде ги имаме представници од регионот, од Словенија, Хрватска, Албанија, тие станат членки на НАТО, а и од неодамна и Црна Гора, и видовме дека при секој бран на проширување на НАТО, тој придонесуваше кон просперитетот и развојот на стабилноста. НАТО, вие сте тие кои што одлучувате во врска со ова, но ако одлучите да пристапите кон НАТО со спроведување на спогодбата за името, тогаш ќе станете членка и ова ќе биде важно за сите сојузници, затоа што најдобриот начин да се придонесе кон стабилноста е да се има едно посилно НАТО со повеќе членки во него, вклучително и вашата земја. Тоа е крајот. Thank you.